Благодарам, почитувани колеги пратеници, почитуван премиер. Зборуваме за реконструкција на владата, а впрочем ова реконструкција на владата е доказ и само признавање за лошото работење на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Но што е уште полошо? Разрешувањето и оставките на дел од министрите реално не ги опфати министерствата каде што има најголеми проблеми. Би сакал да спомнам неколку. Министерството за надворешни работи, министерот Никола Димитров. Клучниот човек кој преговара и ја представува Македонија во надвор од државата. Меѓутоа, гледаме дека и денес немаме датум за преговори. Директен виновник и мислам дека требаше да носи своји последици и одговорност. Венко Филипче, здравство, сериозни проблеми во здравството. Си живее среќно без никаков проблем. Мила Царовска направи катастрофални реформи во труд и социјална политика. Дамјан Манчевски, информатичко општество, во делот на администрацијата, иако се ветуваше дека ќе се направи многу, за жал има голем проблем. Би сакал и покрај другите министерства, би сакал да спомнам едно министерско место, министерство. Тоа ќе биде за прашање за 1 милион евра. Да ме прашам дали знаете кој е министер без ресор задолжен за странски инвестиции. Јас не го знам. Тоа била господјата Зорица Апостолска. Ние знаеме, ние познаваме, нити ликот и го знаеме, нити дали воопшто некогаш направила нешто или донела една странска инвестиција. А тоа е одраз ова министерство таа на рекордниот број на министерства и советници во владата. Доколку беше поинаку поставено, ќе беше многу почесно и потранспарентно и поквалитетно. Ако се земе предвид, ова го надополнувам, и оставката на заменик министерот за образование, која впрочем е за поздравување, но и доказ за слабостите во владата. Од ова може да се заклучи дека се работи лошо и не само овие министерства и овие министри кои се менуваат, туку треба комплет целата влада да си замине. Катастрофата да биде поголема е и предлогот за новите министри. Би спомнал неколку, со честен исклучок. Неприфатливо е Министерството за култура да го води лице кој има завршено медицински факултет. Искрено да ви кажам, сега политики се прават, се договарат, треба некои личности да се најде решение, меѓутоа сметам дека треба и доколку најавувавте реконструкција, доколку најавувавте решение на проблемите, доколку најавувавте нешто дека треба да тргне малку подобро во државата, самиот признавате дека сте сгрешили. Ја најавивте вие метлата, си признавте ќе смените уште 200 или не знам колку директори по цела Македонија, раководствата на општинските организации, иако од прилика сите се вратија пак назад, и дали само формално или не е формално целата работа. Меѓутоа, сметам дека ова работа е само општа формалност. И зошто го губиме, почитувани колеги, денес времето ни? Зошто 2 дена им земавме на граѓаните Република Македонија и се потроши толку средства? Кога се си иде на свое место и се е идентично исто. Би сакал да спомнам уште за еден министер, кој ми остана должен и ќе ве молам да му пренесете, најдете начин, знам дека си направи минатиот пат прослава во Министерството за земјоделство, никогаш не било така, досега си ги собра сите. Убава беше прославата, да ви кажам, па и луѓето и некојаш и треба и така да се однесуваат. Меѓутоа ми остана должен. Во јанари месец му поднесов 3 пратенички прашања. Се уште не се одважи да ми одговори. Дел беа за субвенциите, дел беа за водоснабдувањето и за состојбите во јавното претпријатие за водостопанство, за возилата. Ден денес немам одговор. Знае дека сум во право, знае што кажав и се плаши да ми одговори. И на крај, бидејќи е моќен и силен и еден од најдобрите министри, својот шеф на кабинет си го постави за министер, да може да управува оддалеко од секретарската позиција од Бикачка. Впрочем, не ми изненадува ништо ова. Предупредував 2017 година, кажував дека ова е лош состав и ќе цитирам оно што сум го кажал и мислам дека во однос на тоа ќе сватите дека не дека сум бил видовит, туку едноставно оно што го видов од предлогот не ми се допаѓаше и не слушнав ништо подобро. За да биде, да ја потврдам оно што го зборам, еве ќе ви цитирам оно што сум го кажал.
Што се однесува до владиниот состав со честни исклучици многу слаб. Не чувствувам дека може да ја водат Македонија напред. Меѓутоа, една друга работа што кажав, што е многу повеќе ме загрижува за мојот штип, во составот што го нудите, за жал, така ви реков, за прв пат во историјата во Македонија да нема представник од источниот регион, поточно од Штип. Очекувавме и јас лично посакував да добиеме министерско место, како што слушнавме тогаш требаше да падне ресорот за транспорт и врски, но за жал изневерени Штип и цела Источна Македонија. Иако во предизборијата се обеќаа многу проекти и кадрови поместувања, но не е прв пат СДСМ да го заборави Штип и Исток. Тогаш ви реков, искрено почитувам мандатор, загрижен сум од ова понудена програма и од овој владин состав, но се надевам дека ќе превладае разумот кај вас и нема да посегнете по македонските национални интереси. За жал, токму и тоа го направивте. Допревте до македонската душа и урнисавте се што е македонско. Во тој говор, почитувам премиер, веќе и вие ќе кажете, цитирам, оно што го кажавте, и на крај, кога се обраќавте до министрите, почитувани министри, ваша е одговорноста за граѓаните исто колку и моја. Не очекувајте да бидам министер наместо вас. Вам ви ја доверив таа обврска како мандатар и должни сте да ја исполните кон граѓаните. Министерот не е назначен за да го прашува премиерот, туку за да предлага решенија. И јас така очекувам дека ќе работите. Секој мора да работи одговорно, отчетно, професионално. Нула толеранција ќе имаме за корупцијата, нула толеранција ќе имаме за криминалот, нула толеранција ќе имаме за врски и протекции. Дојде време влада на граѓаните, дојде време за институција на граѓаните. Ниједна влада не оди против интересите на своите граѓани. И затоа ќе бидеме покритични кон себе, отколку што ќе бидеме критични кон вашите политички опоненти. Сега, но како и многу пати досега, не си достоивте на зборот, а денес уште еднаш го подаривте тоа. Тргнувајќи од вас во улогата на председател на влада и министер за финанси. Па се повлековте од таа страна, ама велите пак ќе управам со Министерството за финанси. Иако Државната комисија за спречување на корупција децидно укажа дека таа работа не може така да биде. Трако, секунда само. Имајќи предвид дека истекува 18 часот, ти стои времето, значи не губиш на времето. Работиме и после 18 часот до затварање на двете точки, значи ова и наредната од дневниот ред, за да може да ја затвориме седницата. Благодарам. Продолжи. Добре, благодарам јас. Значи, уште еднаш ќе повторам, таму кај што застанав. Улогата на председател и улогата на министер за финанси, иако реков се повлековте, меѓутоа се повлекувам, ама пак ќе го водам министерството. Сега тоа не било никаде. Укажувањето на Државната комисија за спречување за корупција, условно го прифативте, ама пак ќе го водам министерството. Како? Иако законот и уставот велат поинаку. Се колневме и се боревме дека ќе го почитуваме законот и уставот на Република Македонија. Но не се почитува тоа. Би сакал да споменам една работа во периодот кога ВМРО ДПМН беше на власт. Добивме 7 препораки, 2 условени и единствена пречка во која се велеше дека Македонија нема да добие датум за преговори е додека не го смени името. Сега имаме една обратна ситуација. Вашето раководство го смени името. Ние пак немаме датум за преговори. Што се случи? Значи не било тоа проблемот. Во ова ситуација кај вас, иако најавувавте, влада која што себе се нарекуваше реформска, не спроведе ниту една единствена реформа. Така наречениот владин план 369 доживаа тотален колапс и дебакл. Владата нема нити капацитет, ниту знаење да ги спроведе најавените реформи. Со ваквото неодговорно однесување и неработење, владата ја стави под знак прашалник и препораката за членство на Република Македонија во Европската унија, за што предупредија дел од странските дипломати во земјата. Почитувани, значи, не само што нема напредок, туку има уназадување на секое поле. Имаме деградиран политички и правен систем, каде што упадите и кршењата се секојдневие. Кршењето на уставот и законите станаа пракса. Животот дојде во Република Македонија само и единствено за владините и партиските функционери на Социјалдемократскиот сојуз. Се жалат пензионерите, вработените, земјоделците, социјалците, младите и сите останати граѓани. Тоа е реалноста и затоа немаме ние датум за преговори. За на крај,
почитуван премиер и сите вие, ве замолувам, во интерес на граѓаните, во интерес на сите нас, аманте престанете веќе да им давате 500 евра плата, да им давате 100.000 плата на лекарите, да ги вратите младите во Македонија, престанете да им ветувате откуп на земјоделците, стварно не е фер и не е честно према нив. Колку можете работете, меѓутоа најчестно и најдобро е да се повлечете сите, да почнеме од ново. И како што ќе велите мој пријател, да се рестартираме сите заедно и да тргнеме напред. Благодарам.